Со Богородица стоиме под крстот. Денес ќе бидеш со мене во рајот. Еден од распнатите злочинци хулеше на Исус велејќи: ако си ти Христос, спаси себе си и нас. А другиот кога одговори го искара и рече: зари од Бога не се боиш кога си веќе и сам осуден? Ние сме праведно осудени, зашто примивме заслужена казна според нашите дела, но он ништо лошо не направил. И му рече на Исуса: сети се на мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството свое. А Исус му рече: вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Колку трогателна и силна комуникација помеѓу Исус и двајцата злосторници, кои беа распнати со него од десната и левата негова страна. А нашата блажена мајка стоеше во тишина и ги слушаше како разговараат. Нема сомнение дека додека ги слушала зборовите на својот син, нејзиното срце сигурно скокало од радост. Ова е многу моќна сцена. Двајцата злосторници не представуваат сите нас или од десната страна на Исус, или од неговата лева. Секој од нас зборува со Исус со слични зборови. Секој од нас или ќе ја прими тишината на нашиот Господ, или ќе го слушне како вели: денес ќе бидеш со мене во рајот. Кој злосторник те представува поточно? Еден злосторник е исполнет со самобендисаност што произлегува од гордоста. Другиот е исполнет со тага што произлегува од понизноста. И двајцата се виновни, но само на еден му е простено. И двајцата го признаваат Исус како Месија, но само еден ја презема одговорноста за својот грев. Првиот злосторник му вели: спаси се себе си и нас. Она што тој не го гледа е дека Исус е во самиот процес да го направи токму тоа. Со страдање и смртта, тој го уништува гревот и добива спасение за сите кои понизно ја бараат неговата милост. Неговата смрт е порта во рајот. Првиот злосторник не го гледа ова, не го забележува. Наместо тоа, тој бара итно, земско спасение, со тоа што го предизвикува Исус да го спаси од смртта на крстот. Но другиот злосторник го препознава славното послание на нашиот Господ. Тој признава дека неговата смрт е чин на правда поради неговите гревови. Ние сме осудени праведно, исповеда тој, но во знаци наводници добриот злосторник не застанува тука. Тој понизно бара од Исус да се сети на него кога ќе дојде во неговото царство. Исус се согласува и му нуди на овој злосторник благодат добиена со самата Исусова смрт и му ветува рај. Додека гледаше нашата блажена мајка, низиното срце беше исполнето и со радост и со тага. Низината тага беше поради првиот злосторник, кој не успеа понизно да ја признае својата вина. А низината радост пак беше поради другиот злосторник, кој се понизи пред низиниот син и доби вечен живот. Мајка Марија виде дека низиниот син, додека висеше на крстот, рајот беше веќе измолен, а потоа и даден. Радоста што ја почувствува со тоа што беше сведок на спасението на тој злосторник, ја утеши тагата што ја чувствуваше
поради бруталното постапување со нејзиниот син. Сите сме повикани да донесеме радост во срцето на нашата блажена мајка. Тоа го правиме кога понизно признаваме дека и ние сме злосторници, во смисла дека сме грешници. Казната што ја заслуживме е смрт. Но ако понизно ја признаеме оваа вистина, мора да најдеме храброст да го молиме нашиот Господ за неговата милост и да не пречека во рајот. Размислете денес за зборовите на овој добар злосторник. Сети се на мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството свое. Нашиот Господ умре за да ги отвори рајстите порти, кои беа затворени поради гревот на Адам. Размислете исто така за радоста што ќе ја принесувате на нашата блажена мајка секогаш, кога ќе се понизите пред благодата добиена преку крстот на нејзиниот син. Најдрага мајко, додека стоеше пред својот син и слушаше како му ветува спасение на злосторникот кој се покаја, твоето срце заигра со голема радост. Се молам и јас да донесам радост во твоето срце, додека ја гледаш благодатта на крстот на твојот син како се излива врз мене. Драга мајко, моли се за мене да се радувам и со преобраќањето на сите грешници. Многу често осудувам и бавно простувам. Моето срце нека ја наследува твојата чиста љубов и дај ми да се радувам во преобраќањето на сите што се обраќаат на твојот син. Мој Спасителу кој простуваш, јас сум праведно осуден за моите гревови и заслужувам смрт. Прости ми и помилуј ме, мил Господи. Се каам за моите гревови и те молам за благодат да ме спомнеш во Твоето славно царство. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.